Дали обидите на ВМРО ДПМН тајно да влијае на американската политика за Македонија ќе завршат на суд во Америка. Сличноста на делото за кое се обвинети некогашните први луѓе во кампањата на Доналд Трамп и она што го правеше ВМРО ДПМН во САД се очигледни. Пол Манафорт, екс-шефот на кампањата на Трамп, освен за перење пари, се товари и за нерегистрирано лобирање за странски клиенти. Своите услуги во полза на прорускиот претседател на Украина Виктор Јануковиќ ги зацкривал зад невладината организација Европски центар за модерна Украина, што е во спротивност со американската лоби регулатива. Во случајот со ВМРО ДПМН, лобирањето беше сокриено зад фондацијата Либертас, формирана наменски во 2016-та во Њујорк. Покрај истата шема, двата случаи, оној со Манафорт и оној со ВМРО ДПМН, ги поврзува и една иста лоби компанија – Меркюри. Колегата Обри Белфорд, кој, како и 360 степени, со Нова ТВ го истражуваше случајот, во детали прави паралела на двата случаи откако специјалниот советник на Американското министерство за правда, Роберт Мјулер, покрена обвинение против Манафорт. But the really interesting thing about the Mueller investigation and Paul Manafort's indictment is that part of what he's indicted for is doing lobbying with Mercury for a front organization. Now, in this case, the front organization is related to Ukraine, but it's the same lobbying firm using the same methodology. I would say the lobbying on Macedonia's behalf in the United States might look small for now, but we've got to see where this goes because it's really worth emphasizing that what Manafort is in trouble for right now is pretty much the same pattern as Mercury's Macedonia lobbying contract. And Mercury is one of the two lobbying firms tied to Manafort's indictment. Дали сличноста меѓу случајот со Манафорт и неговото скриено лобирање за Јануковиќ и случајот со тајното лобирање на Меркюри за ВМРО ДПМН треба да биде најава дека американските истражни органи ќе отворат предмет и за македонското тајно купување лобисти. Traditionally, the United States Justice Department has not prosecuted FARA cases. I can't really give you a great reason for why that is, except for the fact that, you know, there are a lot of murky practices in the United States that you can get away with. Traditionally, this hasn't been prosecuted very much, but the Mueller investigation is something different. And it's too early to say if this is a change in how the United States looks at FARA violations. But I would say that this Mercury contract involving Macedonia is something that we should be watching in the United States to see if there are any legal moves on that. Фондацијата Либертас, представувана од извесен Бексот Изакџанов, не е единствената трага за врските на релација ВМРО ДПМН Меркюри. Техничката влада на Емил Димитриев, кој во тој период е и генерален секретар на ВМРО ДПМН, склучила договор со британската филијала на Меркюри, и тоа непосредно пред декемвриските парламентарни избори. Тоа го отвори прашањето дали ВМРО ДПМН не само што тајно лобирала, туку тоа го компензирала со пари од државниот буџет. Mercury filed disclosures saying that yes, actually they were working on Macedonia. There was multiple disclosures where they started keeping logs of the phone calls of the people that they'd been calling, the people they'd been emailing. So, I mean, Mercury's pretty much owned up to it. We also found through the public procurement records in Macedonia that the Macedonian government had paid hundreds of thousands of dollars to Mercury's UK branch. Now, that was Macedonia's government, taxpayers' money, that actually went to Mercury's UK branch in that case. Нема информации дека овој сомнеж за партиски активности покриени со државни пари е предмет на интерес на македонското јавно обвинителство. Барем не засега.